Сите основни и средни училишта, како и универзитетите да ги одложат предвидените патувања и екскурзии во Италија, на граѓаните им се препорачува да не патуваат во ова и во другите земји каде е регистрирано поголемо присуство на коронавирусот. Ова се дел од заклучоците усвоени на денешната владина седница. Апелираме да не се патува без некоја посебна потреба во Италија, посебно во северните делови. Упатувам апел до сите граѓани за придржување на мерките кои што се дистрибуирани во смисла на одржување на лична хигиена, заради тоа што тоа помага во спречување на ширење на инфекцијата и сите други инфекции, како и актуелниот грип. Од двата сомнителни случаја, кај првиот патник од Италија не е утврдено присуство на коронавирусот. Вториот случај на патник што долетал од Дубај, каде минал 6 дена, исто така е негативен. Од вчера функционира кризна група која следи ситуацијата. Во случај на потреба подготвени се 150 легла во 4 болници. Министерот повикува на смиреност и побара да не се крива паника. Дополнително владата го задолжи ресорот здравство да формира постојан центар за информирање на јавноста. И уште еднаш упатувам апел до јавноста да биде сензитивна, да не наседнува на лажни вести, да не се креира непотребна паника. Ние сме на располагање 24 часа за споделување на сите точни информации во однос за тоа што точно се случува со пациентите, протокот, влезот, најавените можни патници од критичните периоди и региони и мерките кои што ги преземаме. Последните информации се дека во најпогодените делови од северна Италија, каде има голема иселеничка заедница од земјава, нема заразени македонски граѓани. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.